И во однос на работа и во однос на студирање, турските државјани се најбројни меѓу странските државјани кои добиле дозвола за престој во Македонија за 2023 година. Заклучно со 26 декември минатата година, Агенцијата за вработување издала 5676 мислења за работни дозволи на странци за работа во Македонија и лични работни дозволи, пишува Скопје-ин. Според државата на потекло, најмногу дозволи биле издадени на лица кои доаѓаат од Турција, Косово, Србија и Албанија. Најчести дејности за кои се издадени дозволите, како што посочуваат од Агенцијата за вработување, се за управители, градежни работници, тесари, електричари, армирачи и друго. Во 2023 година до денес се поднесени 6248 барања и секоја година се зголемува бројот. Одбиени се 346 барања од причини поради некомплетна документација. Во нашата евиденција или има таков профил на највработени лица и слично. Велат од агенцијата. Во меѓувреме, како што изјавија од Министерството за внатрешни работи, минатата година биле издадени 625 дозволи на лицата од Турција за привремен престој во Македонија за студирање, а од нив најголем број се во Штип. Бројот на издадени дозволи на старци од други земји, споредбено со Турција, е незначителен, а турските државјани биле доминантни меѓу странските работници и студенти во Македонија и во 2022-та. За оваа година, поради огромниот дефицит на работна сила, работодавачите побараа удвојување на дозволите за странски работници, што значи од досегашните 5000 тие бараа 10.000 дозволи. На бизнисот очајно му недостасуваат градежни, текстилни и работници во туризмот и угостителството.